И зошто е тоа така? Секој добива онаков пекол каков што заслужува. Тоа е затоа што јас се спремав за емисијава, размислував некои тези, сакам да кажам малку порадикални, што нема да им се допаднат на веројатно и на голем дел од нашите гледачи, меѓутоа секојаш сум сакал да го задржам моето право на слободно размислување и тоа ќе го направам и сега. Овде нема народ, значи нема ни нација, нација треба да биде спој на сите народи или народи малцинства. Прво нема нација, друго мислам дека нема ни народ. Се работи за хибриди. Хибридизација е процес кога се мешаат култури, обичаи или кога се мешаат народи, ама многу често тој процес се случува несвесно. Во Македонија хибридизацијата е отидена у посериозна фаза. Ти си денеска разочаран ради тоа што не искочиле Скопјани да ги поддржат кочанчани, односно родителите на изгорените деца. Јас сум поодамна во таа фаза во која што си ти денеска. Имено јас година дена во 2018 протестирав против промената на името и година дена немаше никој на улица. За промена на име, за промена на устав, за промена на преамбула, за укинување на македонскиот јазик како единствен јазик. Значи, тоа се елементи со кои што оваа држава престана да постои како држава или престана да биде онаа држава од 90-тите. Ти сега имаш правен субјект на оваа територија, на скоро иста територија, бидејќи од територијата меѓу време ни зимаа километри квадратни, посебно на северната граница. Значи, клучните работи се менуваа. Ние никогаш веќе нема да бидеме Република Македонија, или барем не во нашиот животен век. Клучни работи се менуваа, јас ризикувам да бидам досаден, сега ти ме праша. Не. И сега мора да трпиш, јеби га. Не си досаден, намерно те праша. Значи, преамбулата, тоа е краток опис и објаснување зошто се создава државата. И во преамбулата од 91 пишуваше дека државата се основа поради вековниот напор на македонскиот народ да создаде своја држава. А сега пишува дека се создава меѓу другото и ради Охридскиот рамковен договор. Значи, овој устав, кој што сега е основен акт кој што владее со нашите животи, од него произлегуваат и мојата лична карта со северна и возачките дозволи на Панче со северна и така натаму. Овој устав сега објаснува дека оваа држава постои поради Охридската рамковна, нели оние викаат договора ја капитулација. И овој народ не искочи. Година дена имаше можност да искочи. Он има став против ова и не гласаше на референдумот во септември 2018, но не искочи на улица. Дотолку повеќе, владеачката гарнитура, која што денеска у Валенсија на прошетка, што имаат Конгрес на Европска народна партија, да, на таа европска структура, која што е 70% геј, сега, и ЛГБТ. Значи, таа партија, која што сега владее, која што викаше Македонија повторно горда, активно работеше тоа да се случи. Сега вика комуњарите го направија. Не. Заедно го направија тоа. Значи, ова што сега го имаме како продукт на распадната држава и хибридизирани македонци со странски влијанија, да не кажам за од која држава, што паѓаат у несвест Партизан и Звезда кога играат, ти не можеш да очекуваш дека они ќе имаат сочувство со овие кочани. Ти овде имаш луѓе кои што само ради конјунктурно што се физички тука ја почитуваат својата позиција у државата. Дали се државни секретари, дали се
функционери у министерство, дирекции и така натаму. Другото, ништо. Овој народ 2001 кога гинеа македонските одбранбени сили, ги пунеше кафичите. Па ја и тоа го памтам. Ние имавме шанса историска 90-тите, таа ни ја даде Свевишниот Слободан Милошевиќ и Ција. Инаку не беше предвидено овде држава да има. Ова си е Вардарска бановина. Ние имавме шанса, поради тоа што се плашеа дека он напредуваше и во Србија и во Хрватска, да не биде преголема Србија, имавме шанса 10 години да направиме држава. И кога видоа дека овде нема народ што треба да има своја држава со таква преамбула, онда ја сменија преамбулата, среќа се побунивме тогаш во парламентот. Инаку, оваа преамбула што ја донесе Заев и Мицко во 2019 беше понудена и 2001 од Борис Трајковски. Ја ги чувам оригиналните предлози дома. Ние ко пратеници добивме предлог како треба да се смени преамбулата. Уште тогаш се бришеше македонскиот народ. И ексклузивноста дека ние сме си ја створиле оваа држава. Имавме шанса тоа да го направиме. Видоа дека немаме капацитет, дека се работи за хибриди, голи хибриди. И на крај, прво ние сменија малце, инаку требаше све да се заврши 2001. Но, уште дававме отпор. И 2019 се цементираше. Оваа држава од 2019 и онаа од 1991 не се исти. Само со игра на случај се наоѓаат на исти терен. Не е иста државата. И затоа мене воопшто не ме чуди што немало никој денеска да ги подржи родителите. Знаеш што најмногу ме боли од све ова што го збориш? Истото важи и за 2019. Да повикаше било која политичка партија, пак имаше најмалце 20.000 луѓе по улиците. Било која политичка партија да повикаше.